Бевме на гости во дневниот центар за лица во трето доба во Чаир. Заеднички испивме чај и кафе, поразговаравме, се посмеавме и дознавме што се случува во овој дневен центар. На кој начин пензионерите си го поминуваат слободното време и кој се може да појде таму. Моментално сте присутни на една активност која најчесто можам да кажам, тоа се активности за социализација. Дневниот центар работи од 9 до 15 часот и е отворен за сите пензионери. Значи они доаѓаат тука, може да се пијат кафе, да читаат вестник, да се видат со близките другари и другарки. Разговараме ние со нив за актуелни случувања, за нешто што можеби сакаат да споделат со нас, ние со нив. Меѓутоа атмосферата на вистина прекрасна, затоа што они кажуваат дека ова е нивни втори дом. Ние тука седиме заедно, се пак се повлечеме малку, они си разговараат меѓу себе како што може да видите и си разговараат и како на едно каче каде што ќе пијат кафе. Да кажеме, се договараме денес ќе одиме во Црвен крст, ќе се пиеме кафе, ќе се видиме со девојчињата што работат, така барем нас не пренесуваат. Така да навистина е едно каче за сите оние кои сакаат да поминат активно своето време и корисно пред се. Со дел од корисниците поразговаравме и пред нашата камера. Господја Нурие, господин Владо, господја Виолета и господин Муса ни ги кажаа своите впечатоци за овој дневен центар. Јас сум пензионерка од 2000 година и за среќа моја се приклучив во пензионерското живење. Помина едно време и се отвори овој центар, ама кога се отвори центарот, јас како пензионерка се движев таму, вамо надвор од Македонија и не сум била од почетокот. Меѓутоа, кога почнав да бидам член на ова клуб за активно старење, тогаш си дадо збор, ќе се потрудаш да бидам тука во активностите. Оти навистина, ова е едно прекрасно гнездо за нас, што веќе не сме активни. Кога се отвори овој центар за активно старење, не се сомнева, веќе оти тука се собираме, наоѓаме многу пријателки и активностите. Денот кога сум јас за мене зборувам, а приметувам и од другите очите на другите пензионери, пензионерки, тука што се сретнуваме, ми почнува убаво денот. Се смееме, се шалиме, учиме нешто, слушаме нешто, зашто да не и прашуваме и кажуваме. И ние имаме искуство за сите овие години кој од каде доаѓа што работел. Пред се добар ден, поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Јас доаѓам почесто овдека. Убаво е, овој центар се отвори од надподам. Ја порано учествував во главниот центар кај Зоил Македонија. Меѓутоа имаше потреба и од таков центар токму на оваа територија. И Бојана, што е раководител, управителка, го вика тоа, убаво го одржава и го води овој центар. Посетеност има поприличност, активности доста. Гледате како е чисто педнато, како апотека да влегуваш. Ретко, каде од дневни центри овака може да најдеме чисто. Така да, активности имаме повеќе, како шах, работилници, не може да се сетам уште кои други. Меѓутоа, секогаш кога се дружиме ние по старите лица, како ја и овие што покрај мене и до мене, со овакви друштво и издружение бавно се старее и долго се живее и квалитетно се живее. Така да имаме време за да се размениме разни мислења, секој од нас има проблеми, возрастни луѓе, деца, унуци, ја и параунуци имам. Така се да идува на некои проблеми, меѓутоа кога се доаѓа одека размени мисли, така ти одбегнуваат мислите од проблемите. И затоа е убаво и секако би препорачал и на останатите пензионери и возрастни луѓе кои што не се активирани да дојдат да се активираат во вакви друштва и издружение, за да и биде животот полесен и поубав. Јас сум активна во Црвен крст од 2011. Па во поплавите што беа за Србија, па за Сингелич учествував во Злокуќани, хуманитарно, преку Црвениот крст.
Меѓутоа, овдека се пронедов во овој пункт, некако ме привлекува активностите, се отвори часови по англиски, па така почнав овдека да доваѓам од ланската година. Инаку припаѓам во центар. Значи, девојките овдека што работат се многу пријатни и амбиентот е премногу добар. А лани госпоѓа Нурија ни држеше цела година часови по албански. Тоа беше се на доброволна база, само иницијативно тоа го направивме и Бојана ни излезе во сусрет на нашата желба, сепак нешто да во соживотот да добиеме и ние како квалитет. Затоа што мојот дето викаше колку јазика знаеш, толку луѓе вредиш. Овој центар ни дозволува да комуницираме и да си се пронајдеме себе таму каде што имаме афинитети. Да ви кажем право, многу сме задоволни од центарот. Центарот е одлично подготвен, имаме добри соработници тука, Бојана и Ивона се прекрасни. Тие многу ни помагат нас. И тоа, мислам... Се дружите ли овде со сите корисници? Да. Тоа точно тога се дружиме, имаме плюс карти, домино, шах, можеме да се рекреираме што сакаме да си земеме, па плюс има кафе, чај, ни прават, ни носат, тоа е прекрасно. Со Бојана, која е одговорна за центарот, поразговаравме за тоа колку е важно присуството и делувањето на повозрасните во општеството. Многу е важно. Старите лица имаат да понудат најпрво многу мудрост. Кога разговараме ние со нив, навистина учиме многу работи. Учењето е взаемно. Ние имаме други нешта да понудиме, имаме други нешта. Важна е нивната интеграција во општеството повторна, бидејќи сета мудрост што имаат и животно искуство ни го пренесуваат на нас. Секојдневно, ние секојдневно се сретнуваме со нив и препорачуваме на сите да се повеќе активни и да повеќе овие проекти добиваат на сила, бидејќи еве сега се отвараат во многу повеќе градови. Морам да кажам дека се препознава иницијативата за отварање на вакви качиња, бидејќи се препознава и потребата. Нашето население е веќе возрасно, има потреба. Овој пример е на пример во многу други држави како секојдневие. Ние кај нас се уште работиме на тоа, но афирмам дека се препознае уште повеќе во иднина, ќе се примени во секој град во Македонија. Поминавме кратко, но исклучително квалитетно време со корисниците во дневниот центар во Чаир. Место каде се спојува искуството, паметното и корисното.